Во ова издание сите американски председатели од првиот Џорџ Вашингтон до 45-тиот Доналд Трамп. Кина станува се поважен пазар за холивудските филмови, како големите студија се прилагодуваат на тоа. Молерка од Калифорнија докажува дека нема машки и женски професии. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, јас сум Никола Крстик, а ова е гласот на Америка на македонски. Холивудските студија со години се обидуваат да се пробијат на огромниот кинески пазар. Но, како што покажува и најновото искуство на Дизни со филмот Мулан, тоа и воопшто не е лесно. Пандемијата му зададе тежок удар на Холивуд. Кината во клучните американски градови како Њујорк и Лос Анџелес се уште се затворени. Поради COVID, доколку американскиот филмски пазар не закрепне, годинава може да биде надминат од кинескиот. Кина, вториот пазар по големина за филмски проекции, се соочува со зголемување на бројот на продадени билети откако кината почнаа повторно да се отвораат во јули. COVID ја направи Кина уште позначена за Холивуд. Крис Фентон, поранешен председател на филмскиот оддел на компанијата базирана во Кина DMG Entertainment, вели дека дури и пред пандемијата Холивуд со години работел напорно да влезе на кинескиот пазар. Холивуд си рече, знаете што, мора да мислиме на чувствителните теми кога станува збор за Кина, како на пример Тјананмен, Тајван, Тибет. Тоа беше промислена цензура на Холивуд која започна 97-ма. Но задирањето на кинеската комунистичка партија во креативните рамки на она што во Холивуд се прави на дневна основа стана се поголемо со текот на времето. Но дури и со внимателната изработка на филмовите, правењето бизнис со Кина има опасности. Дизни имаше големи надежи за нивниот филм Мулан, откако Холивуд беше критикуван дека со години ангажира бели актери да играат азици. Мулан беше направен со воглавно кинески глумци, вклучувајќи ги актерите Джет Ли и Дони Јен. Сакавме да се осигуриме дека имаме целосно 100% кинески актери, особено зашто видовме дека филмовите кои не го следат тој протокол се соочуваат со критики. Премиерата на филмот беше одложена поради пандемијата. Сега, кога филмот конечно е стримуван во САД и се прикажува во кината во Кина, се појави контроверза откако гледачите забележаа дека дел од филмот е снимен во Џинџијанг и дека на одјавната шпица има благодарност за тамошните власти. Кина е обвината за прекршување на човековите права и за масовни притворања на ујгурците муслимани. Мислам дека проблемот е што не знаеме зошто е одбран Џинџијанг и никој не сака да зборува за тоа. Ова доаѓа откако американската актерка со кинеско потекло, која ја толкува улогата на Мулан, ја поддржа полицијата на Хонг Конг на социјалните медиуми за време на масовните протести минатата година против зголемената кинеска контрола. Мислам дека таа е Мулан на модерното време. Од Тајланд и Јужна Кореја до САД, луѓето преку социјалните медиуми повикуваат на бојкот на Мулан. Дизни не одговори на барањето за коментар. Проблемите за Дизни доаѓаат во време на зголемени политички тензии меѓу САД и Кина. Њујорк Тајмс пренесе дека администрацијата на Доналд Трамп размислува за забрана на увоз на памучни производи од Џинџијанг. Кинески портпарол вели дека САД ги користат човековите права како изговор да го дестабилизираат Џинџијанг. Случувањата на Џианџинг не се однесуваат на права, етничка припадност или религија, туку на справување со насилството, тероризмот, сепаратизмот. САД немаат ниту право, ниту квалификации да се мешаат. Во време кога Мулан се соочува со критики, Ројтерс пренесе дека кинеските власти им наложиле на медиумите да не ја покриваат премиерата на Мулан во Кина. Според официјалните статистики, во САД жените сочинуваат само 10% од работната сила во градежниот сектор. Но молерка од Калифорнија, која што има основано своја компанија, сака да го промени тоа. Кели Форбс од Сан Диего почнала да работи како молерка на 16 години. Во деценијата потоа, таа вели дека го видела вистинскиот сооднос. Мажите сочинувале 90% од работниците во тоа поле и биле платени повеќе. Јас одев по куќи и ја вршев целата работа, додека никој друг и не доаѓаше на работа. И бев платена $14 на час.
а одговорниот за групата заработуваше 25 до 30 долари на час. Кога решила да основа своја компанија, тоа не било само заради парите. Forbes вели дека сакала да креира нешто што ќе им помогне на жените да влезат во градежништвото под подобри услови. Сакав промена на кариерата и гледав што можам да правам. Ова самото ми дојде на рака и фактот што беше во собственост на жена многу ми се допадна. Имам диплома за менеджмент и не можам да работам во канцеларија. Не можам да седам на столица. Ми требаше нешто што ќе биде креативно, каде можам да разговарам со луѓе. Мислам дека го најдов тоа. Forbes признава дека работата е физичка, но задоволна е што и дава креативност и слобода. Тоа е тој процес на финеси, кога нешто бојадисувате. Има и интуитивно, консултативна страна. Forbes вели дека многумина од незините клиенти, особено постарите и оние со мали деца, се чувствуваат покомотно кога жена бојадисува и никој не се пожалел од работата што ја завршиле. Кога пандемијата на коронавирус ги погоди Соединетите Американски држави кон средината на март, Forbes успеала да ги задржи платите на и над 20 долари на час. Таа вработува и мажи, но најголем дел од незиниот тим се жени. Таа со задоволство ги учи новите во работата и се надева да отвори мал дневен престој за децата на вработените. Првиот американски председател бил Џорџ Вашингтон. Од тогаш со Соединетите држави раководеле уште 44 луѓе. Во продолжение, видео објаснување за сите американски председатели. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете ни на Facebook, Instagram и Twitter како Глас на Америка на македонски. Поздрав од Вашингтон.